Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Нова жртва на западнонилската треска во земјава. Почина 73 годишен пациент од Долно Лисиче. Тоа е петтата жртва од почетокот на епидемијата на вирусот во градов. 20 пожари активни во земјава. Најкритичен е пожарот во близина на Струмица, кај Баница и Водоча. Над 310.000 сообраќајни прекршоци се регистрирани од почетокот на функционирањето на системот Безбеден град. Од нив дури 180.000 од странски возила. Жешката тема предвремени парламентарни избори се враќа на политичката сцена. Сите опозицијски партии освен СДСМ бараат избори веднаш. Власта вели ако бараат, ќе добијат. 16 загинати и над 130 повредени во руски напад со 2 дрона во родното место на Зеленски. Од сителовите репортери на теренот, Наташа Мерсовска за моментната состојба со пожарите низ земјава. Нова жртва на западнонилската треска во земјава. Почина 73 годишен пациент од Долно Лисиче. Тој е петтата жртва од почетокот на епидемијата на вирусот во градов. На клиниката за инфективни болести се згрижени 21 пациент, од кои 4 во тешка состојба и на интензивна нега. 73 годишен жител на Долно Лисиче почина од компликации од западнонилска треска на инфективна. Ова е петти смртен случај за 2 недели од вирусната инфекција која ја пренесуваат комарци и птици. Починатиот, како што информираше директорот на клиниката, имал и други придружни заболувања. Пациентот е на клиниката вкупно 22 дена. Од почеток на прием беше во изразито тешка состојба и беше сместен во оделот за интензивно лекување и беше на респираторна поддршка, тоест на меаничка вентилација. На инфективната клиника речиси секојдневно примаат пациенти сомнителни на западнонилска треска. Во моментот на болничко лекување има 21 пациент, кај 18 инфекцијата е лабораториски потврдена. Сите се од Скопје, а вирусот им предизвикал воспаление на мозокот и мозочната обвивка. Најмладата хоспитализирана е на 25 годишна возраст, а 4 повозрастни се на интензивна нега. Кај сите овие пациенти кои се хоспитализираат кај нас, имаме потврдена акутна воспаление на мозок и мозочни обвивки. Дали се работи за помлад или за постар, кај сите овие пациенти што се хоспитализирани на клиниката е потврдена таа невроинвазивна форма, што го нарекуваме медицински, но помладите пациенти нормално и со дотекот според сите студии, според сите статистики досегашни кај нас, од нашето искуство, па и во светот, е дека полесно ја поминуваат болеста. До сега 19 пациенти со западнонилска треска кои биле хоспитализирани на инфективна се излекувани и пуштени се дома. Според последните податоци од Скопскиот центар за јавно здравје, до сега се регистрирани 43 случаи. Властите мапираат 34 ризични места за ширење на западнонилскиот вирус, претежно канали за наводнување во приградските населени места и за деновиве најавија теренско прскање против комарци. Александар Динев, Сител телевизија. Нови пожари букнаа во земјава во текот на денешниот ден. Колку огнени стихии во моментов се активни и каде е најалармантно во живо, прашувам Наташа Мерсовска. Тино, според податоците на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, до 13 часот регистрирани се 20 пожари. Активни во моментов се 11, 3 се ставени под контрола, додека останатите се во целост изгаснати. Најкритичен е пожарот кај Струмичко во селата Баница и Водоча. Таму пламените јазици се очекуваат да стигнат до куќите и овде предлагам да ја слушаме каква е во моментов состојбата, изјавата на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Пожарот брзо почна да се шири низ високата трева во полето.
Веднаш на терен излегла струмичката противпожарна единица која што почнала со гасење на пожарот. Поради сериозноста на пожарот веднаш побара в помош и на лице место се упатија и пожарникарите од Гевгелија, Валандово, Радовиш и други пожарникари кои што помагат на струмичките пожарникари да се воспостави контрола. Во овој момент има делумна контрола, градоначалникот на Струмица е на лице место, од него веднаш е ангажирана, односно активирана механизација, работат трактори и булужери кои што прават противпожарни пресеки за пожарот да не може да се шири понатаму, бидејќи е рамничарски дел. Во овој пожар нема изгорени куќи, зафатен од огнот е само некој помошен објект, но и тој не е изгорен, нема повредени лица. Една возрастна господја не сакала да ја напушти својата викендица, но била присилно изнесена за да не настрада доколку огнот дојде до таму. Апелирам да не се создава непотребна паника, сите пожари изгледаат страшно, но кога се блиску до град изгледаат многу страшно, бидејќи тогаш се видли за многу повеќе луѓе. Паниката е наш најголем непријател. Наташа, завчера имаше 35, вчера 27, денеска 20 пожари. Дали тоа значи дека има тенденција на намалување на бројот на пожари низ земјава? За жал, но бидејќи изминатиот период наредниве денови се очекуваат екстремно високи температури, надлежните очекуваат бројот на пожари да биде повисок. Затоа апелираат граѓаните да бидат внимателни, посебно кога се движат на отворено. И најмала искра може да биде фатална и да предизвика нов пожар. Она што во моментов треба сите да го направат е да бидат целосно предпазливи, вели заменик на директорот на Македонски шуми Кире Михајлов. Да слушнеме и неговата изјава. Апелот на граѓаните кој што треба да го упатиме да во периодов кој што предстои бидат сериозно внимателни затоа што УХМР најави преголеми, превисоки температури, дури највисоки во текот на оваа година, значи најмала искра или најмало огинче некаде може да предизвика страшен пожар со големи апокалиптични последици. Токму затоа, повторно ќе кажам, апелирам до сите граѓани да бидат сериозно внимателни, оние кои што движат во природата без разлика дали се тоа се шумски предели, дали се тоа земјоделски површини, да не палат никакви огнови. Оние пак кои што ќе видат било каква појава која што наликува на некакво чадење или што е да е веднаш да пријават на 112 со цел нашите служби најбрзо да стигнат на местото на она кое што е детектира. Наташа Мерсовска во живо со најновиот преглед на пожарите низ земјава. А од почетокот на системот Безбеден град евидентирани се 310.865 прекршоци, од кои 301.835 за брзо возење и 180.378 за возила со странски регистарски ознаки, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека во периодот од 2 февруари до 20 август оваа година во системот Безбеден град евидентирани се вкупно 310.865 прекршоци, од кои најголем дел се однесуваат за управување на возило со брзина поголема од дозволената 301.835 прекршоци. Во однос на прекршоците сторени од возила со странски регистарски ознаки во периодот од отпочнувањето на функционирање на системот Безбеден град, регистрирани се вкупно 180.378 прекршоци, додека во периодот од 19 до 20 август оваа година регистрирани се 5.514 прекршоци од возила со странски регистарски ознаки. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта. Жешката тема предвремени парламентарни избори се враќа на политичката сцена. Сите опозицијски партии освен СДСМ бараат избори веднаш. Власта вели ако бараат ќе добијат. 16 загинати и над 130 повредени во руски напад со 2 дрона во родното место на Зеленски. И во жешко лето, жешката тема предвремени парламентарни избори се враќа на политичката сцена. Сите опозицијски партии, освен СДСМ, бараат избори веднаш. Лидерот на СДСМ изјави дека нема да бидат алиби на власта за предвремено изборно соочување. Од владеачката партија повторија штом опозицијата побара избори, истите ќе ги добие и ќе биде победена.
Најголемиот дел од опозицијските партии, освен СДСМ, прифаќаат веднаш да се одржат предвремени парламентарни избори. Власта вели дека е подготвена за избори доколку побара опозицијата, која според нив ќе биде повторно поразена. Нам, граѓаните ни дадоа мандат од 4 години за да реализираме реформи и проекти и наша цел е да одиме на редовни избори во 2028 колку што трае мандатот, но доколку опозицијата побара предвремени избори, нема да бегаме од истите, туку напротив, ќе ги прифатиме и ќе ги поразиме. А оние кои се најгласни за тоа дека довербата на граѓаните кон ВМРО ДПМН опаѓа, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз, тие бегаат од избори како ѓавол од темјан. Левица е подготвена веднаш за избори, вели пратеникот Амар Мециновиќ за Сител. Животот во државата не напредува во ниту еден поглед. Напротив, само се уназадува. Очекуваат голема поддршка и сериозен резултат доколку се одржат избори, особено во Скопје и урбаните средини. Левица прифаќа идејата на премиерот за предвремени парламентарни избори и повикуваме за одржување на предвремени парламентарни избори, затоа што сметаме дека моментално како политичка опција сме единствени кои можеме да ги мобилизираме и да подадеме рака на сите елементи во општеството кои сметаат дека е време да почнеме да создаваме општество кое е поинаку замислено од ова што може ВМРО да помане и сите политички сили кои достига владееле да ни го пружат. Очекувањето на левица се следни, ние сметаме дека веќе ширум целата територија на Република Македонија имаме консолидирани гласови во изминатите 5 години, не очекуваме никакви негативни осцилации, напротив позитивни осцилации и дека во Скопје трендот кој го забележавме на локални избори ќе продолжи. СДСМ веќе финализира програма која ќе биде објавена следниот месец. Меѓутоа, лидерот на партијата Венко Филипче во тема на денот вели дека нема да биде алиби за да се одржат предвремени избори кои се бараат само кога ќе снима средства во државната каса. Но ние сме подготвени за изборите кога и да се случат. Единствен кој што бега сега во овој момент од изборите и кој што е вистински уплашен од изборите е Христијан Мицкоски. Зошто? Поради тоа што му паѓа рейтингот, затоа што не испорачува резултати никаде. Затоа што не испорачува ништо во делот на економијата, во делот на стандардот на граѓаните. Што е суштината? Кога ќе има избори, треба граѓаните да знаат. Тоа што ќе снема пари во буџетот за да ги трошат на своите партиски тендери. Ништо друго. Ние нема бидеме алиби. Во албанскиот политички блок Бдуи бара избори и ги обвини политичките опоненти и владини коалициони партнери вреди дека никогаш ја немале довербата на албанците и ги повика да прифатат да се оди на избори. Од вреди пак, без да дадат конкретен одговор дали се подготвени за изборен процес, го обвини Ахмети дека нема легитимитет кај албанците по поразот на локалните избори, за кој не презел политичка одговорност. Тамара Дичевска, Сител телевизија. По 5 години и голем број на докази, а Бази го заштити Филипче со чување на предметот и доказите во фиоките на обвинителките Вилма Русковска и Елизабета Јосифовска од СЈО и денеска обвинија од ВМРО ДПМН. Од партијата наведуваат зошто Филипче треба да одговара за модуларните болници, а Бази директно го заштити. Артан Етеми, поранешниот економски директор на Тетовската болница, кој беше осуден на 1,5 година затвор за случајот со модуларната болница, до последен момент одбивал да ја прими и да ја пушти во употреба модуларната болница. Да подсетиме, болниците кои биле набавени и поставени како стоки, кои во ниту еден случај не може да бидат користени како објекти за здравствена дејност, биле направени според техничка спецификација на лице поставено од Венко Филипче. Зошто повторно го споменуваме ова? Затоа што повеќето директори на болници низ цела Македонија се противеле на поставувањето на модуларни болници, бидејќи немало приклучоци, немало надзор, немале средства за да платат приклучоци, да ангажираат фирми и така натаму. Сепак, со одлука на Министерството за здравство и тогашниот министер Венко Филипче, модуларните болници се пуштаат во употреба. Клучен факт е дека во моментот на критичниот настан модуларната болница во Тетово нема одобрение ниту за поставување, ниту за употреба од Министерството за здравство. Лидерот на СДСМ Филипче пак од Кавадарешко обвини владата дека и оваа година продолжува со суровиот и нечовечен однос кон лозарите, кои среде берба се соочуваат со понижувачки откупни цени и огромен раст на трошоците за производство. Итно да се зголемат откупните цени и во таа насока ќе дадеме предлог закон во собранието, со кој закон откупната цена на сите сорти на винско и трпезно грозје ќе се зголеми за 5 денари по килограм. Понатаму, да се укине попустот од 8%
кој што винарите го нудат како предуслов да го платат веднаш целата количина на грозје кое што ќе ја откупат. И трето, да се донесе интервентна мерка, затоа што има најави дека не целото црно грозје ќе биде откупено, целото црно грозје кое што ќе им остане на лозарите да биде откупено од страна на државата. За можноста за предвремени избори, за шансите на партиите на истите, за односите власт-опозиција, за внатрешните превирања во ДУИ, можната оставка на Ахмети и случајот Артан Груби, но и внатрешните состојби во вреди, за евроинтеграциите, во тема на денот со политичкиот аналитичар Джелал Незири. Бакарот постигнува рекордни цени. Тон се продава за $14,200, 4,400 повеќе од лани. Експертите предупредуваат дека земјава доцни со отворањето нови рудници и заостанува за сите земји од регионот, а профитот што се остварува од нив постојано расте. За пример, рудникот Иловица би произведувал до 16,000 тони, двојно повеќе од единствениот рудник за бакар во земјава Буча. Цените на бакарот уриваат рекорди. За една година поскапел за речиси двојно. Тон се продава за $14,200, а лани за истиот се плаќаше околу $9,800. Ограничената понуда од рудниците и ниските залихи на берзите создаваат притисок за дополнителен раст на цената, додека соседите профитираат од поскапениот бакар. Нашиот во Иловица останува под земја. Во моментов кај нас активни се 4 рудници за метални суровини, а единствен за бакар е Бучин Боровдол, кој полека ги исцрпува капацитетите и произведува околу 8,000 тони годишно. Иловица е предвидено да произведува до 16,000 тони, но проектот е во застој. Со активно производство во период од 23 години, овој проект би можел значително да влијае за зголемување на извозот и приходите. Со децении повеќе од, ако го исклучиме Боровдол, нема отворен рудник и некако гледате дека со години има спротиставување на воопшто отварање, кај нас дури до истражување доаѓа да не во државата се истражува, свето денеска масовно, па и европските земји тежнеат кон истражување на природните богатства и Македонија мора да го следи тој пат. Сите заеднички ќе бидеме виновници ако времето не го искористиме и ако во таа една општа трка за минерали, за развој, а тие се тие кои што носат развој на секој сектор и на индустријата, буквално ќе ја доведеме државата во ситуација да стагнира и да не го фати патот и приклучокот кон се она што е тренд во Европа и во светот. Само за споредба, Бугарија лани произвела руда во вредност од 2,2 милиарди евра, што е раст на приходите од 8% за една година, иако производството им се зголемило за само 1%. Активно работат и останатите земји од регионот за отворање нови рудници и искористување на потенцијалот на природните богатства. Отварањето на нов капацитет или нови капацитети не бидеме тука до тука рамо до рамо со останатите земји. Србија во тој пат чекори исклучително забрзано, Босна го следи тој пат, Албанија секако, Црна Гора како една многу мала земја со ресурсите што ги има, исто така истражува и отвара капацитети. Македонија едноставно мора да го следи тој пат и да сака. Ние мора да најдеме заеднички јазик, да се разбереме и да сватиме што е во функција на развој на државата. Годишните приходи од рударскиот сектор кај нас изнесуваат околу 250 милиони евра. Денот на рударите, кој ќе се празнува на 28 август, ќе се одбележи со 8% помалку рудари од лани. Секторот брои околу 4000 работници. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Сушата предизвикува сериозни штети во земјоделието. Дел од земјоделските површини во Струмичко се наводнуваат со моторни пумпи од бушотини, а дел од акумулациите. Екстремно високите температури и долгиот сушен период сериозно се одразуваат врз земјоделското производство. За да ги спасат посевите, земјоделците се принудени почесто да ги наводнуваат, со што значително им се зголемуваат производствените трошоци. Тие се жалат дека и покрај високиот квалитет на родот, годинава ќе претрпат значителни загуби, пред се поради ниските откупни цени и високите давачки. Ќе вадиш на секој трети, четврти ден, за да не изгоре чушките, и па има изгорени чушки. Никој не напита на 50 степена како ние одеме да работиме, а после кога ќе цената 15-20 динара, никој не иде. Преку 3 дена се ваде
секој трети ден на четврте обавезно ќе идеш или ќе требаше го гледат сеќе изгоре. Сеќе и ѓубре се ставува, трошок голем. Најлово се купува, се содара. И за трошок се не говори многу, ептен многу. Ако не дадеш, нема ништо да земаш. А како го заштитувате сега подготвите? Сагеш многу топло, узгоре заштително, јали со мрежа, јали со бар. Прска ми бар узгоре. Дел од земјоделските површини во Струмичко се наводнуваат со моторни пумпи од бушотини, а дел од акумулациите. Од водостопанското предпријатие Струмичко поле вела дека вода ќе има до крајот на сезоната. Таа се испорачува согласно договорената динамика и тоа од сите 6 акумулации. Состојбата со акумулациите моментално е добро. Брана Турија и Волоча се на високо ниво. Имаме на Брана Турија околу 30 милиона метри кубни вода, а Волоча околу 13 милиони метри кубни вода. Наводнувањето тече безпрекано добро. Вршиме испорака на вода од сите 6 акумулации. Брана Турија имаме секојдневно вода, во кои ноќните часови ја намалуваме капацитет на вода за заштита на водните ресурси што се во акумулацијата. Брана Волоча пуштаме само 4 дена во неделата. Само од акумулациите во Струмичкиот регион се наводнуваат околу 1400 хектари земјоделски површини. Во моментов најголемиот дел од водата се користи за посевите со пиперката ајварка. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. А во Охридско мечките им прават сериозни проблеми и штети на пчеларите во регионот. Најмногу пчеларници се уништени околу Горица до Свети Стефан и во Дебарца. Штетите се во илјадници евра. За да добијат обештетување, пчеларите треба околу пчеларниците да имаат поставено електрични огради. Охридските пчелари се соочуваат со сериозни штети од дивеч. Мечки ги пустошат пчеларниците, го јадат медот и ги уништуваат пчелните сандаци, предизвикувајќи илјадници евра загуби. Најкритично е на потегот околу планината Галичица, на просторот околу Горица до Свети Стефан и целиот реон на Дебарца. Конкретно нашиот регион, најкритични локации се потегот на планината Галичица, реонот на Дебарца, цел реон. Не можам да ви кажам точна бројка, но има многу пријавени штети оваа година. Сведоци сме дека во помалку населените места, односно во селата каде што имаме по неколку жители, видно е шетањето по улиците на селата и представуваат опасности за населението. Во време кога се борат да опстанат поради намален род и нелојална конкуренција, ова е уште еден удар врз нивната екзистенција. Ги уништуваат цели сандаци, а во периоди кога сандаците се полни со мед, кога имаме поволни временски услови и приходна година, мечките ќе се најадат со едно пчелно семејство, а во услови како што се денес, пчелните семејства се празни, прават штета 4, 5 или 6 одеднаш во една вечер, со цел да се заситат, бидејќи истите се празни, не ги задоволуваат нивните потреби за храна. Пчеларите за да добијат обештетување треба околу пчелните семејства да имаат поставено електрични огради. Покрај тоа што ги уништува пчеларниците, мечката представува потенцијална опасност и за луѓето. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Прилепските паркови ќе се збогатат со уметнички скулптури изработени во колонијата Марко Цепенков Дрен. Изработките се од метал и мермер. Дел од нив се високи и по 3 метри. Ликовната колонија Марко Цепенков Дрен 2026 во Прилеп, што по 18 пати ја реализира Центарот за култура од овој град, е во полнек. Годинава специфично е тоа што комплетно колонијата е посветена на концептот на монументална скулптура. Се работат скулптури од метал и мермер, а местото на творење е дворот во Тутунскиот комбинат. Овие скулптури потоа ќе бидат поставени на парковски површини низ градот. И сега кога ги гледаме уметниците како работат, можеме да осетиме таа атмосфера на една ваква ликовна колонија. Тоа е размената на идеи, размислувањата, разговорите, работата и самиот процес на создавање на едно вакво дело. Значи ова е нешто што во Прилеп веројатно се нема направено во изминатите 30 и можеби и повеќе години. Идејата е да излезат самите дела, односно скулптурите, на јавен простор да бидат видени, за да може да комуницираат со јавноста. Годинава колонијата е поддржана и од општина Прилеп и Министерството за култура. Уметниците велат дека ова е одлично искуство за нив и се горди што нивните дела во иднина ќе го красат Прилеп.
Со ова сакаме да покажеме дека општина Прилеп не само што ќе работи на инфраструктурно подобрување на градот, туку навистина треба да работиме на сите полиња и ова и го правиме, да го разубавиме нашиот град, да поставиме нови скулптури кои што ќе ги изработат вредните раце на овие врвни уметници собрани од цела Македонија. Моментов ние работиме на скулптура која има монументален карактер, големи скулптури, чии димензии надминуваат 3 метри. Овие дела ќе бидат вредна оставштина за вашиот град, која се надевам ќе го краси и ќе остане трајна вредност. Ова место каде што работиме дава оптимистички шанси да се претвори во еден регионален, да не кажем европски концепт за резиденции за уметници и вајари од цела Европа и од Македонија, се разбира. Условите се неверојатни, имаме материјали, простор, згради во кои може во иднини да се престојува. Локацијата каде ќе бидат поставени скулптурите ќе треба да ја утврди Советот на општината. За Сител, Дарко Штарговски. Шестнаесет загинати, над 130 повредени во руски напад со 2 дрона во родното место на Зеленски.